Здраво, мили мои фанови, како сте? Не сме се видели одамна, уш од Ѓурѓов ден. Ајде, продолжуваме со рецептите на Мистер Бренд. Мај е одличен месец. Се е многу зелено, се е многу убаво, се е многу свежо. Меѓутоа, ние денеска ќе ви изненадиме со што? Со тавче гравче, ама какво? Тавче гравче на мој начин. Значи, имаме сварен грав, го ставаме на оган и се што правиме? Додаваме ловор, додаваме букова сол, тука имаме млад кромит лук, сецкан, така. Додаваме и луков прав малце. Па додаваме крцана сол. Дава многу добар шмек. И на крај црвен пипер. Значи нема запрашка, црвениот пипер така го додаваме. Плюс на тоа додаваме малку зејтин. Малку оцет, ама многу малце. Пушено месо, парче. Да даде шмек. Малку едра сол. Не мора да одите вака редоследно, како ви е драго така. И на крај тајната формула додаваме малку пастрама. Пастрама е овчко сирово месо, сушено на надворешни влијанија. Дава многу добар шмек на јадењата. Меѓутоа многу е насолено. Пазете, значи од него малце. И на крај додаваме суво наме. Тоа е што се однесува до состојките кои одат. И сега чекаме ова да собрие. Стално мешаме, значи мораме да бидеме до јадењето. Апел до сите домакинки, значи мораме кога готвиме да бидеме до јадењето и да мислиме на јадењето. Оти јадењето може лошо да враќа ако не се испоштува и ако не се готви со љубов. Може да го пресолите, може да биде живо, може многу други ситуации да настанат со него. Значи, непожелни да го загорите и така натаму, значи мора да бидете до јадењето и да мислите на готвењето кога готвите. Значи, нема ќе отидам таму, ќе се шетам, таа фризура ќе си ја направам, кај таа особа на кафе ќе дам, или што ти ја знам. Значи, кога се готви, се мисли само на јадењето. Најбитно е солењето, значи да биде така како што треба. 2% е сол од содржината од која што ја ставате. Значи, отприлика на 1 кило месо или 1 литар манџа или чорба или супа што имате, значи доаѓаат 20 грама сол. Сега, ако ставите 10 грама сол, 10 грама вегета, значи пак оти вегетата е дели солена или друг некој зачин од тој дел. И сега, тавчето гравче, кажи речи е готово. Го чекаме да заврие, го чекаме малку да поврие. И тоа е генерално, значи мора да се мисли кога се готви паметот да биде во готвењето, значи да не ви лита паметот таму ваму онаму. Ајде нека поври уште малце, каже речи е готово. Со сите тие убави состојки што ги ставивме. И нормално треба да се пробува, значи после солење обавезно пробување за да видите дали доволно сте ставиле сол, да не ви е пресолено или да не ви е
евентуално овакво, ако е евентуално пресолено, маслиново и црн шеќер. Измешано ќе ставите и тоа го неутрализира солта во јадењето. Да знаете, не да додавате вода или било што друго да правите, за да не го евентуално загорите. Јас мислам дека е доволно, еве го, еве како изгледа, еве прекрасно е. Малку е жешко, сега ќе дегустираме. Има ли поубаво тавче гравче? Прекрасно јадење. Со него, знаете, одат салати. Најдобра е таа со црвен домат, зелена пиперка и кромит. Таа е српската верзија на салата, на месечинка исечени. А додека македонската верзија на салата е со печена пиперка, црвен домат и пак бел кромит. Може магданос да ставите малку. Грците ставаат црвен кромит, ставаат и орегано, зависи кој како сака. Лепче, убаво, само лепче или леп од фурна, најдобра варијанта. Ајде се малку си мацнеа, директно од централата. Прекрасно, супер. Направите си го, не е нека филозофија, сите јадеме дома грав и убав и за варење. Тоа што се однесува до гравот. Фала ви на поддршката. Одиме понатаму со рецептите. Поддржите го каналот на YouTube на Мистер Бренд. Готвиме со Мистер Бренд, ќе видите други рецепти што имаме таму правено и ако ви се допаѓаат, лајкнете страната, шернете и станете мемберси, станете членови, бесплатно е. Тоа е што се однесува до денешниот рецепт, а утре е Спасов ден. Поздрав до сите што слават Вознесение Христово. У таа чест една убава, прекрасна романтик салата. Еве да ја видите како изгледа. За со вино. Значи, што имаме тука? Имаме муцо јаболка, рендана на кришки. Имаме мешано сирење парчиња, имаме мешан кашкавал парчиња. Имаме апетисани, но не ореви, значи индиски ореви може лешник, бадем, кикирики и измешано со суво овошје, имаме урма, имаме смоква, имаме суво грозге, сува слива, прекрасно мезе за со вино, на здравје нека ни е. Ајде, Спасов ден за многу години, кои слават. И тоа е, да сме живи и здрави, одиме понатаму. На крај не заборавајте, тајната формула се извирува, врз јаболкото цимет, обавезно помалце, ама само врз јаболкото. Да. Така, значи сега со цимет да ја видите како изгледа, права салата, одлично мезе за со вино. Тоа е и не заборавајте, од советите што ги даваме, млеко и јогурт, нема да верувате, само навечер, а не на сабајле. Ако ве боли зап, во ноќни сати ако ве фати, нема шанси да отидете на лекар, немате таблети за смирување на болка, единствениот лек е стар лук. Излупен стар лук со ракулецот ќе го ставите во увото од таа страна од која што ве боли зап. Ако ве боли од десна, од десното уше, ако ве боли од лево, во левото уше. Лукот го затоплува нервот на забот, да знаете. И од 12 правила за долг живот, земајте магнезиум. Дали ќе го земате низ јадење или ќе го земате како таблета, не е битно, важно, земајте магнезиум секој ден.
дава сила, дава енергија, расположува, што е многу битно. Поздрав од кујната на мистер Брент. Значи, денеска тавче, гравче и романтик салата уште еднаш. Поздрав до сите славеници. Среќен Спасов ден. Ајде за нову година нека ни е. На здравје од мистер Брент. Поздрав и се најубаво. Бај!